Во името на Бог, Всемилосниот, Милостивиот. Ова се ајети од книгата Јасна. Ние ќе ти кажеме некои вести за Мојсей и за фараонот, така како што беше, и тоа за тие луѓе што веруваат. Фараонот во земјата се возгордеа и жителите нејзини на групи ги подели. Едните ги угнетуваше, машките деца им ги колеше, а женските во живот ги оставаше. Тој навистина беше безредник. А ние сакавме тие што на земјата беа угнетувани со милоста да ги облееме и предводници и наследници да ги направиме. И на земјата власт да им подариме, а на фараонот и Хаман и војските нивни да им дадеме да го доживеат токму тоа од што се плашеа. И ние ја вдахнавме мајката на Мојсей, дој го, а кога ќе се исплашиш за неговиот живот, пушти го врека и не плаши се и не тагувај, ние навистина ќе ти го вратиме и пратеник ќе го направиме. И го најдоа луѓето на фараонот, за да им стане непријател и мака, навистина фараонот и Хаман и војските нивни секогаш грешеа. И жената на фараонот рече: тој ќе ни биде радост и мене и тебе, не го убивајте, можеби од корис ќе ни биде, а можеби и да го посиниме, а тие ништо не предчувствуваа. И срцето на Мојсеевата мајка остана празно, за малку да признаеше, да не го зацврстевме ние срцето нејзино и верничка да направевме. И таа и рече на сестрата негова: оди по него, и таа го гледаше оддалеку, а тие ништо не забележаа. А ние веќе му ги бевме забраниле дујлките, па таа рече: сакате ли да ви го покажам семејството кое за него ќе се грижи и кое добро ќе му посакува? И го вративме кај мајката негова да се радува и да не тагува, и да се увери дека Господовото ветување е вистинито, но повеќето од нив не знаат. И кога тој стаса и доби сила, му дадовме мудрост и знаење, така ние ги наградуваме тие што прават добри дела. И тој влезе во градот незабележан од жителите негови и во нив сретна двајца луѓе кои се тепаат. Едниот му припаѓаше на неговиот, а другиот на непријателскиот народ. Па неговиот сонародник го повика на помош против онојот непријателскиот народ и Мојсей го удри со рака и го усмрти. Ова е сатанска работа, извика. Тој е навистина отворен непријател кој доведува во заблуда. Господару мој, рече тогаш, јас себе си зло си нанесов, прости ми, и тој му прости, тој навистина простува и милостив е. Господару мој, рече, поради тоа што благодати ми укажа, никогаш повеќе на засрниците од помош нема да им бидам. И Мојсей во градот осамна престрашен, очекувајќи што ќе биде, кога тој истиот од вчера повторно го повика на помош. Ти си во вистинска заблуда, му рече Мојсей. И кога се обиде да го зграпчи заедничкиот пријател, другиот му рече: о, Мојсей, зарем ќе ми убиеш и мене како што вчера уби човек? Ти сакаш на земјата сила да применуваш, а не сакаш да смируваш. И еден човек од крајот на градот дотрча: о, Мојсей, главешините се договараат да те убијат, затоа бегај, јас сум ти искрен советник, му рече. И Мојсей излезе од градот престражен, очекувајќи што ќе се случи. Господару мој, рече, спаси ме од народот насилнички. И кога се упати кон Медиен, тој рече: Господарот мој ќе ми го покаже патот. А кога стигна до водата Медиенска, околу неа затекна многу луѓе како го напојуваат добитокот, а малку подалеку од нив загледа две жени кои добитокот го одбиваа од водата. Што правите? Запраша тој. Ние не напојуваме се додека овчарите не заминат, одговорија тие, а таткото ни е многу стар. И тој им го напои добитокот, а потоа отиде во ладовинка и рече: Господару мој, навистина имам потреба за било какво добро да ми дадеш. И едната од нив потоа му дојде одејки срамежливо и рече: татко ми те повикува да те награди поради поењето. И кога тој дојде и му кажа што доживеал, тој рече: не страувај, се спаси од народот насилнички. О, татко мој, рече едната од нив, земи го во наем, најдобро е да изнајмиш силен и поверлив. Јас сакам да те оженам со едната од овие две мои ќерки, рече тој, но треба 8 години да ми служиш, а ако наполниш 10, тоа ќе биде твоја добра волја, а јас не сакам да те присилувам на тоа, ти ќе видиш, ако даде Бог, дека сум добар. Нека биде така меѓу мене и тебе, рече Мојсей, кој од тие два рока и да го исполнам, нема што да ми се приговори, а Господ е сведок за тоа што сме се договориле. И кога Мојсей го исполни договорениот рок и тргна со семејството свое, тој согледна оган на едната страна од планината и му кажа на семејството свое: почекајте, јас навистина догледав оган, можеби од него ќе ви донесам некаква вест или разгорен оган, за да се загреете. А кога дојде до огнот, некој го викна од десната страна на долината:
зрната од стеблото во благословениот крај. О, Мојсеј, јас сум Бог, Господарот на световите, и фрли го својот стап. И кога виде дека се движи како итра смија, се повлече и не се заврте. О, Мојсеј, приди и не плаши се, ти си од сигурните. Ставија раката своја во пазувите свој, ке се појави бела и без маана, и приближија раката покрај себе од страв. Ете, тоа се два знака од Господарот твој, за фараонот и за главешините негови. Тоа се навистина народ грешен, непослушен. Господару мој рече, јас убив еден невин човек, па се плашам тие да не ме убијат мене, а мојот брат Арон е поречит од мене, па испрати го и него со мене, како мој помошник, да ги потврди зборовите мои, затоа што се плашам да не ме наречат лажливец. Ке ти помогнеме со твојот брат, рече тој, и на двајцата доказ ке ви дадеме, па тие нема да се осмелат да ви приидат, и со нашите знаци, вие двајцата и тие што ќе ве следат, ке станете победници. И кога Мојсеј им ги донесе нашите јасни докази, тие повикаа, ова е само смислена магија. Не сме слушнале дека вакво нешто се случувало во времето на предците наши. Господарот мој добро го знае тој што го носи упатството од него, рече Мојсеј, и тој што на крајот ќе победи, а насилниците на вистина нема да успеат. О, главешини, рече фараонот, јас не знам дека вие имате друг бог освен мене, а ти, о Хаман, печи ми тули и социтај ми кула, за да се качам кај Мојсеевиот бог, бидејќи јас мислам дека тој е лажливец. А тој и војските негови без никаква основа се возгордеаја на земјата и мислија дека нема да ни бидат вратени. Па ние го скрапчивме и него и војските негови и во морето ги фрливме, погледни како завршија насилниците. А ги направивме предводници кои повикуваа во тоа поради што се оди во оган, а на судниот ден никој нема да им помогне. И ги попративме со проклетство на овој свет, а на оној свет од секое добро ќе бидат оддалечени. И ние на Мојсеј книга му дадовме, откако древните народи ги уништивме, да им биде светло на луѓето и упатство и милост, за да се опоменат. Ти не беше на западната страна кога на Мојсеј пратеништвото му го доверивме, а не беше ни сведок на тоа. Ние многу народи создадовме и тие долго живееа, а ти не престојуваше меѓу жителите на Медиен, за да им ги кажуваш зборовите наши, туку ние за нив ти кажуваме вести. Ти, Мухамед, не беше кај планината кога Мојсеј го повикаа, а ние ти спративме како милост од Господарот твој, за да ги опоменуваш луѓето на кои пред тебе не им дошол никој кој би ги опоменувал, за да се опаметат. Да не речат кога ќе стигне казната поради тоа што го правеле Господару наш, зошто не си ни испратил пратеници, па твоите докази да ги следиме и верници да бидеме. А кога им доаѓа вистината од нас, тие велат, зошто не му е дадено истото како што му е дадено на Мојсеј, а зарем тие уште одамна не го негираат тоа што му е дадено на Мојсеј, тие велат, две магии, едната ја поддржува другата, и велат, ние ниту во една не веруваме. Кажи, Мухамед, па донесете вие книга од Господ која подобро упатува на вистинскиот пат, отколку овие две, па неа да ја следам, ако вистината ја говорите. Па ако не ти се одсвијат, тогаш знај дека тие единствено ги следат своите страсти, а не Господовото упатство. Господ на вистина нема да му каже на вистинскиот пат на народот, што самиот себе си неправда си прави. А ние им објавуваме збор по збор за да размислат. На тие на кои што им дадовме книга пред Куранот веруваат во неа. А кога им се кажува, велат, ние веруваме во него, тој е вистина од Господарот наш. Ние и претходно бевме муслимани. Тие ќе добијат двојна награда за тоа што го трпат и бидејќи на злото со убаво возвраќаат и од тоа што им го даваат. А кога ќе слушнат безмислици, од нив се вртат и велат, на нас нашите дела, а на вас вашите дела. Мир со вас, ние не го сакаме друштвото на дезналците. Ти на вистина не можеш да го упатиш на вистинскиот пат тој што ти сакаш да го упатиш. Господ му окажува на вистинскиот пат на тој што тој сака и тој добро ги знае тие кои по вистинскиот пат ќе тргнат. Тие велат, ако со тебе го следиме вистинскиот пат, од родниот крај брзо ќе бидеме избркани. Зарем не им го воспоставивме светиот храм безбеден, сигурно место каде што се слеваат разновидни плодови како снабдување од нас, меѓутоа повеќето од нив не знаат. А колку села и градови ние уништивме, чии што жители во животот расипници беа, ене ги домовите нивни, малкумина по нив ги населуваа, ние ги наследивме. А Господарот твој никогаш не ги уништуваше населбите додека во престолнината нивна пратеник не испратеше.
кој доказите наши им ги кажуваше, и ние населбите ги уништувавме само кога жителите нивни стануваа насилници. Се што ви е подарено се само уживања и украси во животот на овој свет, а тоа што е кај Господ подобро и трајно е. Зошто не се опаметите? Како може да биде еднаков тој кому убава награда му ветивме и која ќе ја добие, со тој кому му дадовме да се насладува во животот на овој свет, а кој потоа на оној свет во огнот ќе биде фрлен. А на денот кога тој ќе ги повика и ќе ги запраша, каде си тие што ми ги здружувавте? Тие над кои зборот се оствари, ќе речат: Господару наш, овие кои во заблуда ги насочивме само затоа што и самите во заблуда бевме. Ние пред тебе се откажуваме од нив, тие нас не обожуваа. Повикајте ги божествата ваши, ќе им се каже, па тие ќе ги повикаат, но тие нема да им се одвијат и страдање ќе доживеат и ќе зажалат, што не биде на вистинскиот пат. А на денот кога тој ќе ги повика и ќе ги запраша, што им одговоривте на пратениците? Тој ден тие нема да знаат што да одговорат, па ни меѓу себе нема ништо да се прашаат. А тој што ќе се покае и што ќе верува и што добри дела ќе прави, тој ќе биде успешен. Господарот твој создава што сака и тој одбира, тие немаат право да бираат. Возвишен нека е Господ и високо на тие кои му ги изедначуваат. Господарот твој го знае тоа што нивните срца го кријат и тоа што го искажуваат. Тој е Господ, друг Бог освен него нема, нему му припаѓа благодарноста и на овој и на оној свет, само тој суди и на него ќе му се вратиме. Кажи Мухамед, кажете ми вие мене, ако Господ би дал ноќта да ви потрае вечно до судниот ден, кој Бог освен Господ светло би ви дал, зарем не слушате? Кажете ми вие мене, ако Господ би дал денот да ви потрае вечно до судниот ден, кој Бог освен Господ ноќ би ви дал, за во неа да одморите, зарем не гледате? Од милоста своја тој ноќ и ден ви даде, во ноќта да одморите, а дење по добрата негови да трагате и благодарни да бидете. А на денот кога тој ќе ги повика и ќе ги запраша, каде се тие кои ми ги здружувавте? Од секој народ ќе донесеме сведок и ќе кажеме: дајте го својот доказ, и тие ќе дознаат дека вистината му прибега само на Господ, а ќе им ги нема тие што ги измислуваа. Карун од Мојсевиот народ беше па ги измачуваше, а му дадовме толку богатства што клучевите од него тешко би можеле да ги носат и еден куп силни луѓе. Не биди неблагодарен, затоа што Господ не ги сака неблагодарните, му говореа луѓето од народот негов. И настојувај со тоа што Господ ти го дал да го стекнеш оној свет, а не заборавај го ни својот дел од овој свет и прави им добро на другите, како што тебе Господ добро ти направил, и настојувај да не правиш безредие на земјата, затоа што Господ не ги сака безредниците. Ова што го имам, дадено ми е само врз основа на тоа што Господ знае дека јас сум достоен за тоа. Така јас мислам, говореше тој, а зарем не знаеш дека Господ пред него уништи некои народи кои беа посилни од него и кои нас собраа повеќе, а злосрниците за своите гревови нема ни да бидат испрашувани. И излезе тој пред народот свој во својот сјај. Ах, да ни е дадено и нам тоа што му е дадено на Карун, говореа тие што копнеа по животот на овој свет. Тој навистина има удел во овој свет. Тешко вам говореа учените, на тие што веруваат и што прават добри дела, подобра им е Господовата награда, а само на трпеливите ќе им биде пружена. Ние, него и неговиот дворец в земја го втеравме и никој од Господовата казна не можеше да го одбрани, а ни самиот на себе си не можеше да си помогне, а тие што претходно посакуваа да се на негово место почнаа да говорат: зарем не гледате дека Господ му дава во изобилство на тој од робовите своји на кого тој сака, а и дека ускратува? Да не ни ја укажеше Господ својата милост и нас в земја ке не втераше? Зарем не гледате дека неверниците никогаш нема да успеат? Тој друг свет ке им го дадеме на тие што не сакаат на земјата да се вообразени и да прават неред, а тие што се плашат од Господ ги чека среќен крај. Тој што ќе направи добро дело ќе добие подобра награда за него, а тој што ќе направи зло, па тие што прават зло точно спрема заслугата ќе бидат казнети. Тој што ти го остави куранот како обврска сигурно ќе те врати на местото на пракањето. Кажи: Господарот мој добро знае кој е на вистинскиот пат, а кој е во очигледна заблуда.
Ти не очекуваше дека ќе ти биде објавена книгата, но таа ти е објавена како милост од Господарот твој. Затоа никогаш немој да им бидеш соучесник на неверниците. И тие никако нека не те одвратат од Господовите зборови кога ќе ти се објават. И повикај кон Господарот твој и никако немој да бидеш од тие кои му припишуваат здруженици. И немој да се молиш покрај Господ на друг Бог, нема друг Бог освен Него, се освен Неговото лице ќе пропадне, тој ќе суди и нему ќе му се вратите. Во името на Бог, всемилостниот, милостивиот. Зарем луѓето мислат дека ќе бидат оставени на мира ако кажат ние веруваме и дека нема да бидат ставени на искушение, а ние во искушение ги стававме и тие пред нив, па Господ навистина ги знае тие што вистината говорат и тие што лажат. Зарем тие што прават лоши дела, мислат дека нам ќе ни избегаат, лошо проценуваат. А кој се надева на средбата со Господ, па од Господ одреденото време ќе дојде, а тој се слуша и се знае. А тој што се бори, само за себе се бори. Навистина Господ е независен од сите светови. На тие што веруваат и прават добри дела, сигурно ќе прејдеме преку нивните лоши постапки и за тоа што го правеле, навистина со најубава награда ќе ги наградиме. Ние секој човек го задолжуваме да биде добар кон родителите своји. Но ако тие те наговараат мене здруженик да ми припишуваш, за кого ти ништо не знаеш, тогаш не слушај ги. Мене ќе ми се вратите, па јас ќе ви извесам за тоа што го правевте. Тие што веруваат и прават добри дела, сигурно ќе ги ставиме меѓу добрите. Има луѓе кои велат, веруваме во Господ, а кога некој поради Господ ќе биде ставен на лака, тој смета дека човечкото измачување е исто што и Господовата казна. А ако дојде победа од Господарот твој, тие сигурно ќе речат, бевме со вас, а зарем Господ не знае што е во градите на сите? Господ добро ги знае тие што веруваат и добро ги знае тие што се дволични. Неверниците им велат на верниците, следете го нашиот пат, а ние ќе ги носиме гревовите ваши. А не би зеле ниту еден нивен грев, тие само лажат, но сигурно сопствениот товар и товарот на тие кои во заблуда ги однеле ќе го носат, и за лагите кои ги изнесуваат на судниот ден ќе одговараат. Ние Ное на народот негов го испративме и тој остана меѓу нив 950 години. Па потоа ги знајде потопот, а беа насилници. И ние него и тие што беа со него на бродот ги спасивме и поучен пример за световите ги направивме. А и Аврам, кога му кажа на народот свој, Господ обожувајте го и од него плашете се, тоа ви е подобро да знаете. Вие покрај Господ киповите ги обожувате и лаги измислувате. Тие кои вие покрај Господ ги обожувате не можат со никакво снабдување да ве снабдат. Вие снабдувањето од Господ барајте го и него обожувајте го и нему бидете му благодарни. Нему ќе му се вратите. А ако вие мене ме сметате за лажен, па и народот пред вас ги сметате за лажни пратениците своји, а пратеникот е должен само јасно да пренесува. Зарем тие не гледаат како Господ се од ништо создава, тој тоа повторно ќе го стори. На Господ тоа му е навистина лесно. Кажи, патувајте по светот да видите што тој од ништо создал и Господ повторно по втор пат тоа ќе го стори. Господ навистина може се. Тој казнува кого тој сака и милост му ја окажува на тој кого тој сака, на него ќе му се вратите. Од неговата казна нема да можете да избегате, ни на земјата, ни на небото, а освен Господ немате ни помагач, ни заштитник. А тие што не сакаат да веруваат во Господовите докази и во средбата со него, за нив нема надеж за мојата милост, нив ги чека неиздржливо страдање. А одговорот на народот негов беше, убијте го или запалете го, но Господ го спаси од огнот. Тоа се навистина докази за народот кој верува. Тој рече, вие покрај Господ киповите ги прифативте, за во животот на овој свет, меѓусебните пријателски односи да ги одржувате, а потоа на судниот ден едни од други ќе се откажувате и едни со други ќе се проколнувате. Огнот вашето пристигувалиште ќе биде и никој на помош нема да ви дојде. И само Лот му поверува, а Аврам рече, јас се селам таму каде што Господарот мој ми нареди, затоа што тој е навистина силен и мудар. И ние Исак и Јаков му ги подаривме и на потомците нивни веровешништво и книга им дадовме, а нему на овој свет наградата му ја дадовме, а на оној свет еден од добрите ќе биде.
И Лот, кога на народот свој му рече: вие правите таков разврат, каков пред вас никој на светот не правел. Имате односи со мажи, на патиштата пресретнувате и на собирите своји најодвратни работи правите. Одговорот на неговиот народ беше: направи Господовата казна да не стигне, ако вистината ја говориш. Господару мој, рече тој, помогни ми против народот кој прави неред. И кога гласниците наши на Аврам радосна вест му донесоа велејки: ние ќе ги уништиме жителите на оној град, затоа што неговите жители се неверници. Во него е Лот, рече Аврам. Ние добро знаеме кој е во него, рекоа тие. Ние него и семејството негово ќе ги спасиме, освен жената негова, таа ќе остане со тие што казна да ќе искусат. И кога гласниците наши му дојдоа на Лот, тој поради нив се растажи и се вознемири, не плаши се и не грижи се, рекоа тие: ние тебе и семејството твое ќе ве спасиме, освен жената твоја, таа ќе остане со тие што казна да ќе искусат, а на жителите од овој град ќе спуштиме страшна казна од небото, поради тоа што се развратници, и од него оставивме видливи остатоци за луѓето кои разум ќе имаат. А во Медјен го испративме братот нивен Шуајб. О, народе мој, говореше тој, Господ обожувајте го и во оној свет надевајте се, и по земјата никако неред не правете, но тие не му поверуваа, па ги снајде страшен потрес и тие осамнаа во земјата своја мртви неподвижни. А Јад и Семут, остатоците од домовите нивни, ви се видливи, и сатаната убави им ги прикажа постапките нивни, па иако беа разумни, од вистинскиот пат ги одврати. И Карун, и Фараонот, и Хаман, Мојсе и јасни докази им донесе, но тие на земјата вообразено се однесуваа и казната не ја избегнаа. И сите сходно гревовите нивни ги казнивме, на некој ветер пол со песок испративме, а некој со страшен глас ги уништивме, некој в земја ги втеравме, а некој ги потопивме. Господ не им стори неправда, самите себе си неправда си сторија. Тие што покрај Господ земат други заштитници, слични се на пајакот кој си плете куќа, а најслаба куќа е пајаковата куќа. Нека знаат. Господ добро знае дека овие на кои тие покрај него им се молат ништо не представуваат, тој е силен и мудар. Тоа се примерите кои ние на луѓето им ги истакнуваме, но само учените ги сваќаат. Господ небесата и земјата со вистината ги создаде. Тоа е навистина поука за тие што веруваат. Кажувај го од книгата тоа што ти се објавува и извршуваја молитвата. Молитвата навистина одвраќа од развратот и од се што е лошо, а Господовото спомнување на вас е поголемо од вашето спомнување на него, а Господ знае што правите. И со следбениците на Библијата расправајте на најубав начин, не со тие меѓу нив кои се неправедни, и кажете: ние веруваме во тоа што ни се објавува нам и во тоа што ви е објавено вам. А нашиот Бог и вашиот Бог е еден и ние нему сме му предани. Како и ним, ние тебе ти објавуваме книгата, а некои од тие на кои што веќе сме им дале книга и во неа веруваат, а и некои од овие веруваат во неа, а доказите наши само неверниците ги оспоруваат. Ти пред неа ниту една книга не си читал, а ниту со својата десна рака не си ја пишувал, инаку би се посомневале тие што кажуваат лаги. А тоа се јасни ајети во срцата се на тие на кои им е дадено знаењето, а нашите ајети само неправедните ги оспоруваат и велат: зошто од Господарот негов не му се испратени некои чуда? Кажи Мухамеде, чудата се само кај Господ, а јас сум само јасен опоменувач. А зарем не им е доволно тоа што тебе ние ти објавуваме книга која им се кажува, во неа е навистина милоста и пуката за народот кој верува? Кажи Мухамед, Господ е доволен сведок и за мене и за вас. Тој знае се што е на небесата и на земјата, а тие што веруваат во заблудата, а не веруваат во Господ, тие се губитници. Тие бараат од тебе што порано да ги стигне казната, а да не е одредениот рок за тоа, казната ќе им дојдеше, а ќе им дојде сигурно, ненадејно. Тие нема да пречувствуваат. Тие бараат од тебе што порано да ги стигне казната, а пеколот сигурно сите неверници ќе ги опфати. На денот кога средењето и одоздола и одозгора ќе ги опфати, ќе им се каже: искусете го тоа што го правевте, о робови мои кои верувате. Мојата земја е пространа, затоа само мене обожувајте ме. Секое живо суштество смртта ќе вкуси и потоа нам ќе ни се вратите. Тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, ќе ги сместиме во рајските одаи, под нив реки ќе течат, во нив вечно ќе живеат. Колку ќе биде прекрасна наградата на тие што се трудеа, тие што трпеа и на Господарот свој се надеваа. А колку животни има кои не собираат снабдување за себе, Господ ги снабдува, а и вас, тој се слуша и се знае.
а да ги запрашаш кој ги создаде небесата и земјата и кој ги потчини сонцето и месечината, сигурно ќе кажат Господ. Па тогаш каде се одметуваат? Господ во изобилство го снабдува оној кого тој сака од робовите своји, а на некои и му скратува. Господ навистина знае се. А ако ги запрашаш кој од небото спушта вода и со неа мртвата земја ја оживува, сигурно ќе кажат Господ. А ти кажи Мухамеде, благодарноста му припаѓа на Господ, но повеќето од нив не сваќаат. Животот на овој свет не е ништо друго освен игра и забава, а само оној свет е вистинскиот. Само кога тие би знаеле, кога со бродот ќе заплуват, искрено му се молат на Господ. А кога тој до копното ќе ги донесе, одеднаш нему други зарамни му ги здружуваат, за да покажат неблагодарност кон тоа што ние им го даваме и за да уживаат, а ќе знаат тие. Зарем не гледаат дека храмот свет и сигурен сме го направиле, додека секаде околу нив се краде и ограбува? И зарем во лагата веруваат, а на Господовите благодети се неблагодарни? Има ли тогаш понеправеден од оној кој за Господ измислува лаги или ја негира вистината која му доаѓа? И зарем на неверниците не име место во џехенемот? Тие кои поради нас се борат, ние сигурно на патиштата наши ќе ги упатиме, а Господ е навистина со тие што прават добри дела. Во името на Бог, всемилосниот, милостивиот. Византијците се победени во неблиската земја, но тие после поразот свој сигурно ќе победат. За неколку години и пред и потоа Господова е одлуката и тогаш верници ќе се радуваат на Господовата помош. Тој помага кому сака, тој е силен и милостив. Господово е ветувањето, а Господ ветувањето свое не го прекршува, но повеќето луѓе не знаат. Тие ја знаат само надворешната страна на овосветскиот живот, а кон оној свет се рамнодушни, а зошто не размислат самите за себе си? Господ ги создаде небесата и земјата и тоа што е помеѓу нив со вистина и до рокот одреден. А многумина од луѓето не веруваат дека пред Господарот свој навистина ќе излезат. Зошто не патуваат по светот за да видат како завршиле тие пред нив? Тие беа посилни од нив и земјата ја ораа и ја обработуваа повеќе од кога што ја обработуваат овие. И пратениците им донесуваа јасни докази. Господ не им направи неправда, самите на себе си се нанесува неправда. Тие што правеа зло ќе завршат со најужасно страдање, затоа што Господовите зборови ги негираа и затоа што ги исмејуваа. Господ го почнува создавањето и потоа го обновува и на крајот нему ќе му се вратите. На денот кога ќе настани часот, злосторниците секаква надеж ќе изгубат и тие меѓу своите божества нема да имаат посредници и тие своите божества ќе ги негираат. На денот кога ќе настапи часот на живувањето, луѓето ќе се раздвојат. Тие што веруваа и што правеа добри дела во рајската градина ќе се радуваат, а тие што не веруваа и што ајетите наши и средбата на судниот ден ја негираа, во огнот ќе бидат фрлени. Па славен и возвишен нека е Господ, кога ќе ве стемни и кога ќе осамнете. Нему нека му е благодарноста и на небесата и на земјата, и пред вечер и на пладне. Тој живото го изведува од мртвото и го изведува мртвото од живото. Тој ја оживува земјата по мртвилото незино и на ист начин вие ќе бидете оживеани. Еден од доказите негови е тоа што од земја ве создаде и одеднаш луѓе секаде ви има распространети. И еден од доказите негови е тоа што за вас, од видот ваш, создава жени за покрај нив да се смирите и тоа што помеѓу вас создава љубов и сомилост. Во тоа навистина има знаци за луѓето што размислуваат. И еден од доказите негови е создавањето на небесата и на земјата и разновидноста на јазиците ваши и на боите ваши. Во тоа навистина има знаци за тие што знаат. И еден од доказите негови е вашиот сон и ноќе и дење и вашето настојување да стекнете нешто од изобилството негово. Во тоа навистина има знаци за луѓето кои слушаат. И еден од доказите негови е тоа што ви ја покажува молњата, за да се заплашите и за да се надевате, и тоа што од небото спушта дожд и со него ја живува земјата по мртвилото незино. Во тоа навистина има знаци за луѓето кои разбираат. И еден од доказите негови е тоа што небото и земјата ги одржува поради волјата негова. Потоа што тој само еднаш од земјата ќе ве повика, бргу ќе излезете. Нему му припаѓа се што е на небесата и на земјата, нему се му е подчинето. Тоа е тој што создава од ништо и тој тоа повторно ќе го стори. Нему тоа му е лесно. Нему му припаѓа највозвишениот пример и на небесата и на земјата. Тој е силен и мудар. Тој како пример ве наведува вас самите. Дали тие кои се во ваша сопственост се изедначени со вас во тоа што ние ви го даваме?
та во тоа сте исти и дали им се плашите како што вие едни од други се плашите. Ете така ние подетално ги изнесуваме доказите наши на луѓето кои разбираат. Но неверниците лакомислено ги следат своите страсти. А кој ќе го упати на вистинскиот пат, тој што Господ го оставил во заблуда. На нив нема никој напомош да им притрча. Ти насочи го лицето свое кон верата, искрено, кон верата Господова чиста, со која луѓето ги создаде. Нема измена на Господовата вера. Тоа е вистинската вера, но повеќето луѓе тоа не го знаат. Обрекајте му се предано, плашете се од него и извршувајте ја молитвата и не бидете како многобожците. Како тие кои верата своја ја растурија и во секти се поделија, секоја секта задоволна со тоа што го проповеда. А кога луѓето неволја ќе ги снајде, тие на Господарот свој покајнички му се обраќаат, а потоа кога тој ќе им даде да вкусат милоста негова, одеднаш некои од нив на Господарот свој здруженик му припишуваат. За да бидат неблагодарни на тоа што ние им го даваме, па ушивајте, а ќе то знаете. Зарем ние сме им испратиле некаков доказ кој говори во прилог на тие кои нему зарамни му ги сметаат? Кога ќе им допуштиме на луѓето да се насладуваат со благодатите, тие им се радуваат, а кога ќе ги снајде неволја поради делата на нивните раце, одеднаш отшајуваат. Зарем тие не знаат дека Господ во изобилство му дава снабдување на тој на кого тој сака и дека го скратува? Навистина во тоа има докази за луѓето кои веруваат. Затоа подај го на ближниот правото негово, и на сиромашниот, и на патникот, намерник. Тоа е подобро за тие кои го сакаат Господовото лице, тие ќе постигнат што сакаат. А парите кои ги давате за да се зголемат со парите на другите луѓе, кај Господ нема да се зголемат. А за зекатот кој го давате сакајки го Господовото лице, на таквите повеќекратно ќе им се зголемат добрите дела. Господ е тој што ве создава и потоа ве снабдува. Тој животот ќе ви го одземе и на крајот ќе ве оживее. Постои ли барем едно ваше божество кое што било од тоа да го прави? Тој е чист и многу високо на тие што нему му ги здружуваат. Поради тоа што луѓето го прават, се појави метеж и на копното и на морето, за тој да им даде да почувствуваат дел од казната поради тоа што го прават, за да се поправат. Кажи Мухамед, патувајте низ светот и погледнете како завршија тие пред вас. Повеќето од нив беа многобожци. Затоа ти насочи го лицето свое кон вистинската вера, пред со Господова волја да настапи денот кој никој нема да може да го одбие. Тој ден тие ќе се раздвојат, тие што не веруваа, на своја штета не веруваа, а тие што правеа добри дела, за себе рај си подготвија, за тој од добрината своја да ги награди тие што веруваа и што правеа добри дела, а тој на вистина не ги сака неверниците. Еден од доказите негови е тоа што тој ги праќа ветровите како носители на радосни вести, за да ви даде неговата милост да ја почувствувате и бродовите со негова волја да пловат и од неговото изобилство да секнувате и благодарни да бидете. И пред тебе на нивните народи претеници им праќавме и тие вистински докази им носеа, па тие што грешеа ги казнувавме, а ни беше должност да им помогнеме на верниците. Господ е тој кој ветровите ги испраќа и тие облаците ги гонат и тој низ небото како што тој сака ги распостранува и на парчиња ги дели, па ти гледаш како од нив паѓа дожд и кога тој на робовите своји на кои тој сака го пролева, Тие одеднаш со радост се исполнуваат. иако беа очајни пред да се спушти врз нив. Затоа погледни ги трагите на Господовата милост, како тој ја оживува земјата по незиното мртвило, тој навистина и мртвите ќе ги оживее, тој може се. И да испратиме ветер и тие да видат дека се пожолтело, тие и после тоа благодатите ќе ги негираат. Ти не можеш мртвите да ги довикнеш, ни глувите да ги довикаш, кога од тебе ќе се свртат. Ниту можеш слепите од заблудата нивна да ги одвратиш, само можеш да ги довикнеш, тие што во нашите ајети веруваат, само тие ќе се покорат. Господ е тој што ве создава нејаки и потоа по нејакоста ви дава сила, а по силата изнемоштеност и старост. Тој создава што сака, тој се знае и се може. А на денот кога часот на оживувањето ќе настапи, злосторниците ќе се колнат дека само еден час останале во гробовите, а и претходно вистината избегнуваа. А ќе кажат тие на кои им е дадено знаењето и верувањето, вие останавте според Господовата книга, се до денот на оживувањето. А ова е денот на оживувањето, само што вие не знаете.
Тој ден нема за ништо да им послужат правдањата на тие кои кон себе си согрешиле и нема од нив да се бара да му се умилат на Господ. Во овој Куран ние на луѓето им наведуваме разновидни примери, а кога ти би им донел какво било чудо, тие што не сакаат да веруваат повторно би рекле: вие само лаги изнесувате. Ете така Господ им ги запечатува срцата на тие што не сакаат да знаат. А ти биди трпелив, Господовото ветување на вистина е вистина и нека никако не те залажуваат тие што цврсто не веруваат. Во името на Бога, семилосниот, милостивиот. Ова се ајети на мудрата книга, упатство и милост за тие што ќе прават добри дела, на тие кои намазот, молитвата ќе извршуваат и зекат ќе даваат и кои во оној свет цврсто ќе веруваат. Таквите се на упатството од Господарот свој и тие ќе успеат. Има луѓе кои купуваат залуден говор, за не знаејки од Господовиот пат да одвраќаат и за предмет на исмејување да го земат. Нив ги чека срамно страдање. Кога на некој од нив ајетите наши му се кажуваат, тој вообразено главата ја врти, како да не ги чул, како да е глув. Затоа навести му понижувачко страдање. На тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, на вистина им припаѓаат градините на оживањето. Во нив вечно ќе престојуваат. Ветувањето Господово е вистинито, а тој е силен и мудар. Небесата кои вие ги гледате без столбови ги создаде, а по земјата планини неподвижни распореди, за да не ве тресе. И по неа животни од сите видови распострани. Ние од небото спуштаме дожд и правиме од него да растат разновидни благородни растенија. Тоа е Господовото создавање, а покажете ми што, освен него, создале другите. Ништо. Многобожците се во вистинска заблуда, а ние на Лукман мудрост му даривме. Биди му благодарен на Господ. Кој е благодарен, го прави тоа во своја корист, а кој е неблагодарен, па Господ на вистина е независен и за благодарност достоен. Кога Лукман му рече на синот свој, советувајќи го: "О, синко мој, не сметај други за рамни на Господ, ширкот, политизмот е на вистина голема неправда." Ние му наредивме на човекот да им биде послушен на родителите своји. Мајката го носи, а нејзиното здравје трпи и го дои во текот на 2 години. Биди ми благодарен мене и на родителите своји. Кај мене сите ќе се вратат. А ако те наговараат мене друг да ми припишуваш за рамен, за кој ти ништо не знаеш, ти не слушај ги и кон нив на овој свет, примерно однесувај се, а следи го патот на тој што искрено ми се обраќа. Потоа кај мене ќе се вратите и јас ќе ви известам за тоа што го правевте. О, синко мој, направеното добро и зло, тешко и колку зрно од синап, било да е во карпата или на небото или во земјата, Господ на виделина ќе го изнесе, бидејќи Господ ги знае најскриените нешта. Тој е сезнајниот. О, синко мој, извршувај ја молитвата и барај да се прават добри дела, а од лошите одвраќај и стрпливо поднесувај го тоа што ќе те снајде. Тоа на вистина спаѓа во вистинските постапки. И од горделивост не го врти од луѓето лицето свое и не оди по земјата надмено, бидејќи Господ не го сака ни горделивиот, ни фалбаџијата. Водот биди одмерен, а гласот свој намари го. На вистина најотвратниот глас е рикањето на магарето. Како не гледате дека Господ ви овозможил да го користите сето тоа што постои на небесата и на земјата и дека дарежливо ве обсипува со својата благодат и видливата и невидливата. А има луѓе кои расправаат за Господ без никакво знаење, без никакво упатство и без книгата што дава светлина. А кога им се вели, следете го тоа што Господ го објавува, одговараат: не, ние го следиме тоа што сме го запомниле од предците наши, зарем и тогаш кога сатаната ги повикува на страдање во огнот распламтен. Тој што сосема ќе му се предаде на Господ, а и прави добри дела, се фатил за најцврстата врска. На Господ му припаѓа крајниот изгод на работите, а тој што не верува, па нека не те загрижува неверувањето негово. Нам сите ќе ни се вратат и ние сите ги известиме за тоа што го правеле. На Господ на вистина му се познати мислите се чии. Ние им даваме краткотрајно да уживаат, а потоа ги втурнеме во неиздржливо страдање. А да ги запрашаш кој ги создаде небесата и земјата, сигурно ќе кажат Господ, а ти кажи фален нека е Господ, само што мноштвото од нив не знае. Господово е се што е на небесата и на земјата. Господ на вистина
е независен и со благодарност достоен. Да се сите стебла на земјата пера, а морето мастило, со помош на уште 7 мориња, не би завршиле Господовите зборови. Господ е навистина силен и мудар. Создавањето на сите вас и вашето оживување, исто и како создавањето и оживувањето на еден човек, Господ навистина се слуша и се гледа. Зарем не гледаш дека Господ ќе воведува ноќта во денот и го воведува денот во ноќта, и дека ги подчинил сонцето и месечината? Секој се движи до одреден рок и Господ добро го знае тоа што го правите. Тоа е затоа што Господ е вистина, а оние на кои тие покрај него им се молат се невистина. И затоа што Господ е возвишен и голем. Зарем не гледаш дека бродовите со Господовата милост по морето плуват, за да ви покаже некој од доказите своји? Тоа се навистина полуки за сите, стрпливи и благодарни. А кога бран како облак ќе ги прекрие, му се молат на Господ искрено верата, исповедајќи му ја. А штом тој до копно ги донесе, еден дел од нив умерено се држи, а доказите наши само предавникот, неблагодарниот ги негира. О, луѓе, плашете за Господарот свој, истребувајте од денот кога родителот на детето свое нема да може ни малку да му помогне, ниту пак детето ќе може на својот родител барем малку да му помогне. Господовата закана е вистинита, па никако нека не ве залажува животот на овој свет и сатаната нека не ве заведе од Господ. Само Господ знае кога крајот на светот ќе настапи. Само тој го спушта дождот и само тој знае што е во матките, а човекот не знае што ќе заработи утре и човекот не знае во која земја ќе умре. Господ навистина се знае и за се е известен. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, објавувањето на книгата за која нема собнеш е од Господарот на световите, а тие велат, тој ја измислува. Не, таа е вистината од Господарот твој, за да го поменуваш народот на кој пред тебе не му дошол никој за да го поменува, за да се упатат по вистинскиот пат. Господ небесата и земјата и тоа што е помеѓу нив во 6 временски периоди ги создаде, а потоа над аршот се возвиши. Вие освен него немате ни заштитник, ни посредник, па зошто не се вразумите? Тој управува со се, од небото до земјата, а потоа сето тоа нему му се враќа во денот кој според вашето сметање на времето трае 1000 години. Тоа е тој што го знае и невидливиот и видливиот свет, силниот и милостивиот, кој се совршено создава, кој првиот човек започнал да го создава од глина, а потомството негово го создава од сршта на природата на незначителната течност, потоа складно го оформува и живот му вдахнува, и тој слух и вид и разум ви дава, а колку малку заблагодарувате. Тие велат, зарем кога ќе исчезнеме под земја, повторно создадени ќе бидеме? Тие во средбата со својот Господар не веруваат. Кажи Мухамед, ангелот на смртта кој за тоа ви е одреден, душите ќе ви ги земе, а потоа кај Господарот свој ќе се вратите, да можеш да ги видиш во страниците како со наведнати глави пред Господарот свој ќе речат: Господару наш, видовме и чувме, па поврати и недобри дела да правиме, ние навистина цврсто веруваме. А кога би сакале, секој човек на вистинскиот пат би го упатиле, но јас веќе ја кажав вистината, ќе го наполнам на вистина пеколот со џини и луѓе заедно. Па искусете затоа што заборававте дека овој ден ќе го доживеете и ние ќе ве заборавиме и вечно страдање искусете поради тоа што го правевте. Во нашите зборови веруваат само тие кои кога со нив ќе се опоменат, со лицата на сло паѓаат и кои Господарот свој го величаат и му заблагодаруваат и кои не се вообразуваат. Боковите нивни од постела се креваат и тие на Господарот свој од страф и од желба му се клањаат, а дел од тоа што ние им го даваме го споделуваат. И никој не знае какви, како награда за тоа што го правеле, скриени радости ги очекуваат. Зарем на верникот да му биде исто како на непослушниот? Не, тие не се еднакви. Тие што веруваа и што правеа добри дела ги чекаат рајски градини во кои ќе престојуваат како награда за тоа што го правеа, а тие што беа грешни ги чека оган во кој ќе престојуваат. Кога и да се обидат од него да излезат, во него ќе бидат вратени и ќе им биде речено: искусете а казната во огнот кој го негиравте. И ние ќе сториме да искусат помала казна пред големата казна, за да се повратат. А има ли поголем злосторник од тој што е опоменат со знаците на својот Господар, а потоа им врти грб? Ние навистина ќе ги казниме со сорниците.
Ние на Мојсей книга му дадовме, ни малку не се сомневај во средбата со него и упатство на синовите Израилови ја направивме. Помеѓу нив ние водачи одредувавме и тие, одзивајки се на нашата заповед, на вистинскиот пат упатуваа, бидејќи стрпливи беа и во доказите наши цврсто веруваа. Господарот твој на судниот ден меѓу нив ќе пресуди за тоа зашто не се согласуваа. Зарем на овие не им е јасно колку народи пред нив сме уништиле, по чии што населби тие одат? Тоа се навистина докази, па зошто не сакаат да слушнат? Како тие не гледаат дека ние го годиме дождот во пустата земја и правиме со негова помош да никнуваат растенија со кои се храни нивниот добиток, а и тие самите зарем не гледаат и велат кога веќе еднаш ќе дојде таа победа ако вистината зборувате? Кажи им, о Мухамед, на денот на победата кога на неверниците нема никако да им користи тоа што тогаш ќе веруваат и кога нема да им се даде ни малку време. Затоа ти тргни се од нив и чекај, и тие на вистина чекаат. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, о веровеснику, плаши се од Господ, а на неверниците и лицемерите немој да им бидеш послушен. Господ навистина се знае и мударе, и следи го тоа што Господарот твој ти го објавува. Господ е известен за тоа што вие го правите и на Господ подпри се. Господ е доволен заштитник. Господ на ниту еден човек две срца во градите негови не му дал, а ниту жените ваши, од кои со зихар се разведувате, ваши мајки не ги направил. Ниту по синоците ваши, синови ваши ги направил. Тоа се само зборови ваши, од устите ваши, а Господ вистината ја зборува и на вистинскиот пат изведува. Викајте ги по синоците по имињата на татковците нивни, тоа кај Господ е поисправно, а ако не ги знаете имињата на татковците нивни, па тие се ваши браќа по вера и тие се ваши штитеници. Не е греф ако при тоа ненамерно сгрешите, греф е ако тоа намерно го одлучат вашите срца, а Господ простува и милостив е. Веровесникот им е побитен на верниците отколку тие сами на себе си, а жените негови им секако мајки нивни, а роднините според Господовата книга се поважни едни на други од останатите верници и мухаџири. А на пријателите своји можете добрина да им направите, тоа во книгата е запишано. Ние од веровесниците заветот нивен го зедовме и од тебе, и од Ное, и од Аврам, и од Мојсей, и од Исус, синот на Марија, цврст завет зедовме, за тој да ги повика на одговорност искрените за нивната искреност. А за неверниците тој подготви болно страдање. О верници, сетете се на Господовата благодат кон вас, кога војските дојдоа до вас, па ние против нив ветер пративме, а и војски кои што вие не ги видовте, а Господ добро гледа што правите вие. Кога ви дојдоа и од озгора и од оздола, кога очите вџажени ви беа, а душата до гркланот ви дојде, и кога за Господ се што помислувавте, тогаш верниците беа во искушение ставени и беа потресени со жесток потрес. Кога лицемерите и тие со болни срца говореа, Господ и пратеникот негов само не залажуваа кога ни ветуваа, кога некој од нив рекоа, о, жители на Јесрип, овде нема место за вас, затоа вратете се, а други меѓу нив бараа дозвол од веровесникот и говореа, куќите наши се незаштитени, а не беа незаштитени, туку тие само сакаа да избегаат, а од различни страни да им продреа и потоа од нив да побараа повторно да станат многобожци, тие тоа, недвоумејки се, брзо би го сториле, а и претходно му се обрзаа на Господ дека нема да остапуваат, а за дадената обврска на Господ ќе се одговара. Кажи, ако бегате од смртта или од загинувањето, бегањето нема да ви помогне. Повторно само на кратко ќе уживате. Кажи, кој ќе ве заштити од Господ ако тој сака зло да ве снајде? Или кој може да ви наштети ако тој сака да ви укаже милост? Освен Господ, тие за себе нема да најдат ниту заштитник, ниту помошник. Господ добро ги знае тие меѓу вас кои другите ги задржуваа и на пријателите своји им говореа, приклучете ни се нам, а само некои одеа во бој, скржаво не сакајки да ви помогнат, а кога завладеа страв ги гледаш како гледаат во тебе вртејки ги очите како пред смрт онесвестени. Штом стравот ке мине, тие ве пцујат со своите остри јазици, скржави да сторат било какво добро, тие не веруваат. И затоа Господ делата нивни ги поништи, а тоа на Господ му е лесно.
Тие сметаат дека сојузниците уште не си заминале, а кога сојузниците пак би дошле, најмногу би сакале да се меѓу бедуините во пустината и да се распрашуваат за вас, а да останат со вас, малку би се бореле. Вие во Господовиот пратеник имате прекрасен пример за тој што се надева на Господовата милост и на награда на оној свет. И кој често го спомнува Господ, а кога верниците ги догледаа сојузниците, рекоа: ова е тоа што Господ и претеникот негов ни го ветија, и Господ и претеникот негов вистината говореа. И тоа само им ги зголеми верувањето, послушноста. Има верници кои го исполнија заветот даден на Господ, има такви што загинаа, и има такви што тоа го очекуваат и ништо не изменија. За Господ да ги награди искрените за нивната искреност, а за да ги стави на мака лицемерите ако сака, или да им прости, Господ навистина простува и милостиве. Господ неверниците полни со гнев ги одби, ни малку не успеаја, а верниците Господ од борба ги поштеди. Господ навистина е мокен и силен, а следбениците на Библијата кои им помагаа од тврдините нивни ги изведе, и страв во срцата нивни влеа, па едните ги убивте, а другите како заробеници ги зедовте, и ви даде да наследите земјата нивна и домовите нивни и богатствата нивни. И земјата по која претходно не чекоревте, Господ може се. О, веровеснику, кажи им на сопругите своји, ако го сакате животот на овој свет и неговиот сјај, тогаш одлучете се, ќе ви дадам пристојна отпремнина и убаво ќе ве разведам. Ако го сакате Господ и претеникот негов и оној свет, па Господ навистина за тие меѓу вас кои прават добри дела подготви голема награда. О, сопруги на веровесникот, кога некоја од вас очигледен греф би сторила, казната би била двократна, а тоа на Господ му е лесно. А на таа која ќе им се покорува на Господ и на претеникот негов и ќе прави добри дела, ќе ја дадеме двократна награда и ќе ја подготвиме благородно снабдување. О, сопруги на веровесникот, вие не сте како другите жени. Ако од Господ се плашите, немојте гласно да зборувате, па да копнее тој во чие што срце има болест и говорете зборови вредни за почит. Во куќите своји престојувајте и убавината своја, како во тамнешното паганско време, не покажувајте ја. И молитвата извршувајте ја, и зекат давајте, и слушајте го Господ и пратеникот негов. Господ сака од вас, о семејство на пратеникот, кревовите да ги отстрани и потполно да ви исчисти. И памтете ги Господовите ајети и мудроста, која се кажува во вашите домови. Господ навистина е добар и се знае. За муслиманите и муслиманките, и верниците и верничките, и за послушните мажи, и за послушните жени, и за искрените мажи, и за искрените жени, и за стрпливите мажи, и за стрпливите жени, и за понизните мажи, за понизните жени, и за мажите кои даваат зекат, и за жените кои даваат зекат, и за мажите кои постат, и за жените кои постат, и за мажите кои за своите срамни места водат грижа, и за жените кои за своите срамни места водат грижа, и за мажите кои често го спомнуваат Господ, и за жените кои често го спомнуваат Господ. Господ навистина за сите нив прошка и голема награда подготви. Кога Господ и претеникот негов нешто ќе одредат, тогаш ни верникот ни верничката немаат право по свој избор да постапуваат, а кој нема да го послуша Господ и неговиот пратеник, тој сигурно скршнал од вистинскиот пат. А кога ти му рече на тој кому Господ добро му направи, кого ти го почести и му беше благодарен, задржија жената своја и плаши се од Господ. Во себе го криеше тоа што Господ ќе го белодени и од луѓето се плашеше, а поважно е од Господ да се плашиш. И бидејќи Зеид со неа заврши и од неа се разведе, ние за тебе омаживме за верниците веќе да не се притеснуваат да се женат со жените на посиноците своји, кога тие од нив ќе се разведат, како Господ ќе одреди, така треба да биде. На веровесникот не му е тешко да го прави тоа што Господ ќе му го одреди, бидејќи таков беше Господовиот пропис и за тие кои претходно беа и исчезнаа, а Господовата заповед е конечно одредба. За тие што Господовите посланија ги доставуваа и од него стравуваа, и кои од никого освен од Господ не се плашија, а доволно е тоа што пред Господ сметка ќе се полага. Мухамед не е татко никому од вашите луѓе, туку е Господов пратеник и последен веровесник, а Господ се добро знае. О, верници, често Господ спомнувајте го, и наутро и навечер славете го, тој ве благословува, а и ангелите негови. За од темнината на светлина да ве изведе, тој кон верниците е милостив.
а на денот кога тие ќе го сретнат, тој ќе ги поздрави со мир со вас и тој им подготви благородна награда. О, веровеснику, ние те пративме како сведок и како носител на радосни вести и како пратеник кој опоменува, за да повикуваш кон Господ по негова наредба и како светилка која сјае, и изредувај ги верниците дека Господ нив со голема милост ги обсипе. А не ги слушај неверниците и лицемерите, и на нивните навреди не посветувај им внимание и имај доверба во Господ. Господ е доволен како заштитник. О, верници, кога ќе се ожените со вернички, а потоа ако ги разведите пред стапување во брачниот однос, тогаш тие не се должни да го чекаат одреденото време кое вие ќе го броите, туку дарувајте ги и убаво опремете ги. О, веровеснику, ние ти дозволивме да ти бидат жени тие на кои си им ги дал нивните венчални дарови и тие што се во твоја собственост, кои Господ ти ги даде од пленот, и керките на чичковците твои, и керките на твоите тетки по татко, и керките на војковците твои, и керките на твоите тетки по мајка, кои со тебе се иселија, и верничката која себе си се подари на веровесникот. Ако веровесникот сака со неа да се ожени и само на тебе, а не на останатите верници, ние знаеме што сме им пропишале на верниците кога е збор за жените нивни и за тие што се во нивна собственост, а и за да не ти биде тешко, а Господ простува и милостив. Можеш да ги занемариш тие меѓу нив кои што сакаш и можеш да ја повикаш за себе таа што ја сакаш, а можеш да ја побараш и таа која си ја оддалечил. Ниедно од тоа не е грев за тебе. Така најлесно радосни ќе бидат и нема да жалат, и така со сето тоа што ти им го даваш, задоволни ќе бидат, а Господ знае што има во срцата ваши, Господ знае се и блаке. Од сега не ти се допуштени други жени, ниту пак наместо нив некоја друга да земаш, макар и да те воодушеви убавината нејзина. Освен тие што ќе ти станат робинки, а Господ внимава на се. О, верници, не влегувајте во собите на веровесникот, освен ако ви се допушти поради храна. Но не да чекате додека да се сготви, туку кога ќе бидете повикани, тогаш влезете, и откога ќе јадете, разидете се, не впуштајки се во разговор едни со други. Тоа му смета на веровесникот, а тој се срами тоа да ви го каже, а Господ не се срами од вистината. А ако барате нешто од нив, барајте го тоа од нив од зад перде. Тоа е почисто и за вашите и за нивните срца. Вам не ви е дозволено да го вознемирувате Господовиот пратеник, ниту со жените негови по неговата смрт. Некогаш да се ожените. Тоа навистина кај Господ би бил голем грев. Ако изнесувате вие нешто за тоа во јавноста или во себе да го криете, па Господ знае се. Ним не име грев да бидат откриени пред татковците своји и пред синовите своји и пред браќата своји и пред синовите на браќата своји и пред синовите на сестрите своји и пред жените вернички и пред тие што се во нивна собственост, и плашете се од Господ, бидејќи на Господ навистина не му е скриено ништо. Господ и ангелите негови го благословуваат веровесникот. О, верници, благословајте го и вие и прекајте му поздрав. Тие што ги вознемируваат Господ и пратеникот негов, Господ ќе ги проколне и на овој и на оној свет, и страмно страдање ќе им подготви. А тие што ги вознемируваат верниците и верничките, а тие тоа не го заслужуваат, товарат на себе клевета и вистински грев. О, веровеснику, кажи им на жените своји и на ќерките своји, и на жените, на верниците, нека си го покријат целото тело со своите наметки, така најлесно ќе бидат препознаени, па нема да бидат вознемирувани, а Господ простува и милостив е. Ако не престанат лицемерите и тие чии што срца се болни и тие кои што низ медина шират лаги, ние власта над нив ќе ти ја препуштиме и тие само кратко време како соседи твои во неа ќе останат. Проклети нека се каде и да бидат најдени, нека бидат фатени и убиени според Господовиот закон кој важеше за тие што беа и исчезнаа. А ти нема во Господовиот закон да најдеш измени. Луѓето те прашуваат за крајот на светот, кажи, тоа само Господ го знае, а ти не знаеш. Може би крајот на светот е близко. Господ ги проколна неверниците и за нив распламтен оган подготви. Во него вечно и за секогаш ќе престојуваат. Ниту заштитник, ниту помошник нема да најдат. На денот кога нивните лица во огнот ќе се превртуваат, ќе говорат: камо среќа на Господ да му се покорувавме и пратеникот да го слушавме.
и ќе зборуваат Господару наш, ние прваците наши и старешините наши ги слушавме, па ти од висинскиот пат не одведоа. Господару наш, дај им двократна казна и проколни ги со големо проклетство. О, верници, не бидете како тие што го вознемируваа Мојсей. Па Господ го слободи од тоа што го говореа и тој кај Господ ужива углед. О, верници, плашете се од Господ и говорете само вистината. Тој за вашите добри дела ќе ве награди и гревовите ваши ќе ви ги прости, а тој што ќе му се покорува на Господ и на пратеникот негов, голем успех ќе постигне. Ние на небесата и на земјата и на планините аманет им понудивме, па се воздржаа и се уплашија да го понесат, но го презеде човекот, а тој на вистина кон себе е неправеден и лакомислен. За Господ лицемерите, лицемерките и многобожците и многобожките да ги казни, а на верниците и на верничките да им прости. А Господ простува и милостив е. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, благодарноста му припаѓа на Господ, чие е сето тоа на небесата и сето тоа на земјата. Благодарноста му припаѓа и на оној свет. Тој е мудар и сезнаен. Тој знае што влегува во земјата, а што излегува од неа, и што се спушта од небото, а што на него се искачува. Тој е милостив и простувач. А неверниците велат, часот на оживувањето нема да ни дојде. Кажи, ке дојде, се колнам Господарот мој, кој го знае и тоа што е скриено, сигурно ќе ви дојде. Нему не може ништо, ниту колку е наронка, ни на небесата, ни на земјата да му избега. И не постои ништо, ни помало, ни поголемо од тоа што не е во јасната книга. Да ги награди тие што веруваат и што прават добри дела, нив ги чека прошка и благородно самдување. А да ги казни со најболно страдање тие кои против доказите наши се борат, одвраќајќи од нив. На тие на кои им е дадено знаење гледаат дека тоа што ти се објавува од Господарот твој е вистина и дека води на патот на силниот и благодарниот. Додека тие што не веруваат велат, сакате ли да ви го покажеме човекот кој ви известува дека кога сосема ќе се распаднете на вистина повторно создадени ќе бидете? Изнесува ли тој лаги за Господ или е луд? Ниту едното, ниту другото. Туку тие што не сакаат да веруваат во оној свет, на мака ќе бидат и во голема заблуда се. Како не ги гледаат небото и земјата, тоа што е пред нив и тоа што е под нив. Кога би сакале во земја би ги втерале или парчиња небо на нив би срушиле. Тоа е навистина поука за секој роб кој се кае. Ние на Давид нашата благодат му ја укажавме. О, планини и вие птици, повторувајте ја заедно со него благодарноста и железото му го мекнавме. Прави широки панцири и умерен биди во врзувањето на алките, чесно плети ги и чинете добро, бидејќи јас гледам што правите вие, а на Соломон ветрот му го починивме, наутро преминуваше растојание од 1 месец и навечер растојание од 1 месец. И сторивме од изворите растопен бакар да му тече и демоните по волја на неговиот Господар пред него да работат. А кога некој од нив би откажал послушност на наредбата наша, ќе сторевме огнено страдање да почувствува. Тие му изработуваа што и да посакаше, храмови и споменици и садови како цистерни и котли неподвижни. Работете и бидете благодарни, о Давидови чеда, а малкумина се благодарни меѓу робовите мои. Ако го одредивме да умре, црвот кој го беше изгризал стапот негов ги предупреди дека умрел. И кога тој падна, джинните сватија дека не би биле во срамна мака доколку го знаеа гајбот, невидливото. Жителите на Саба имаат доказ во местото во кое што живееа. 2 градини оддесно и одлево. Јадете оснабдувањето на Господарот свој и бидете му благодарни. Ова е убав крај и ова е Господарот кој многу простува. Но тие станаа неблагодарни, па на нив поплава пуштивме и им ги заменивме градините нивни со други градини, со горшиниви плодови и со тамариск и со малку див лотус. Ги казнивме така затоа што беа неблагодарни, а дали ние казнуваме некој друг освен неверникот, неблагодарникот? А меѓу нив и градовите кои ги благословивме, изградивме видливи населби и им ја одредивме потребната оддалеченост.
Патувајте низ нив и ноќе и дење безбедни, но тие рекоа Господару наш, направи го растојанието поголемо при патувањата наши и си историја насилство кон себе си и ние сторивме само за нив да се раскажува, а нив ги раседивме. Во тоа навистина има знаци за секој сцрплив и благодарен. А Луцифер се увери дека за нив исправно мислеше и тие го следеа него, освен неколкумина верници, над кои никаква власт немаше. Ние сакавме да укажеме на тој што верува во оној свет, а кој во него се сомнева, Господарот твој е заштитник на се. Кажи Мухамеде, викнете ги тие кои покрај Господ за богови ги сметате. Тие ништо не поседуваат, николку една ронка, ни на небесата, ни на земјата. Тие во нив немаат никаков удел и тој нема од нив никаква помош. Кај него ќе може да се зазема за некого, само тој кому тој ќе му допушти. И кога од срцата нивни старост ќе исчезне, тие ќе запрашаат што рече Господарот ваш, вистината ќе одговорат. Тој е возвишен и голем. Прашај кој ве снабдува и од небо и од земја, и одговори Господ, дали сме тогаш ние или вие на вистинскиот пат, или во очигледна заблуда. Кажи, вие нема да одговарате за гревовите кои ние ќе ги направиме, ниту ние ќе одговараме за тоа што вие ќе го направите. Кажи, Господарот наш ќе не собере и тогаш праведно ќе ни пресуди. Тој е праведниот судија, сезнајниот. Кажи, покажете ми ги тие кои нему му ги сметате за еднакви. Ги нема, постои само Господ, силниот и мудриот. Ние те пративме на целото човештво, радосни вести да им носиш и да ги опоменуваш, но повеќето луѓе не знаат. И велат, кога веќе ќе биде тоа ветување, ако вистината зборувате, кажи, денот ви е веќе одреден. Не можете ниту за еден миг да го отложите или да го забрзате. А тие што не веруваат, велат, ние нема да веруваме во овој Куран, ниту во книгите пред него, а кога само би видел, кога силниците пред Господарот свој ќе бидат задржани и кога ќе почнат меѓусебно да разговараат, да не бевте вие, ние сигурно ќе бевме верници. Ќе им речат тие што беа угнетени, на тие што беа вообразени. А зарем ние од упадството ве одвративме откако на него ви беше укажано? Не, самите си бевте злосторници, ќе им речат вообразените на угнетените. Не беше така, ќе им одговорат угнетуваните на вообразените. Туку дење и ноќе интриги подготвувавте, кога од нас баравте да не веруваме во Господ и други за еднакви да му сметаме. И сите ќе ја прикријат тагата, кога ќе ја видат казната, а ние на вратовите на неверниците синџери ќе им ставиме. Зарем ќе биде казната поинаку освен според тоа што го правеа? Ние во ниту една населба опоменуваш не пративме, а да не рекоа тие кои на раскошен живот беа навикнати, ние не веруваме во тоа што е испратено по вас. И да не говореа, имаме повеќе богатство и деца, ние нема да бидеме казнети. Кажи, Господарот мој му дава обилно снабдување на тој што сака, но искусува, но повеќето луѓе не знаат. Ниту богатствата ваши, ниту децата ваши ќе ве направат блиски до нас. Само тие што ќе веруваат и што ќе прават добри дела ќе очекува повеќекратна награда за тоа што го работеле и тие во високите одаи ќе бидат безбедни. А тие што ќе се трудат на доказите наши да им се спротивстават, одракајки од нив, тие ќе бидат казнети. Кажи, Господарот мој дава обилно надодместување кому сака од робовите свој, а кому сака ускратува. Што и да дадете, тој тоа ќе го надокнади. Тој најдобро снабдува. А на денот кога сите ќе ги собере, па ангелите ќе ги запрашат дали овие вас ве обожуваа. Тие ќе одговорат, возвишен нека си, ти си Господарот наш, а не тие. Тие джините ги обожуваа и повеќето од нив веруваа во нив. Тој ден едни на други нема да можете ниту да си користите, ниту да си наштетите, а ние на тие кои кон себе се огрешија ќе им кажеме вкусете го страдањето во огнот кој го негиравте. Кога нашите јасни ајети им се кажуваат, тие велат, овој човек само сака да ве одврати од тоа што вашите предци го обожуваа и говорат, ова не е ништо друго туку измислена лага, а тие што не веруваат, кога им доаѓа вистината зборуваат, ова не е ништо друго туку јасна магија. А ние не им дадовме никакви книги за да ги изучуваат и ние пред тебе не пративме некој кој би ги опоменувал.
А тие пред нив пратениците за лажни ги смета, а овие не постигна ни десетина од тоа што на тие им го дадовме, но сепак пратениците мои за лажни ги смета. И каква само беше казната моја? Кажи, јас ви советувам само едно. Станете искрено кон Господ, двајца по двајца или еден по еден, па потоа размислете дека другарот ваш не е обседнат, тој само ве опоменува пред тешкото страдање. Кажи каква било награда да побарам од вас, нека ви остане вам. Мене Господ ке ме награди, тој е сведок за се. Кажи, Господарот мој ја праќа вистината, тој е познавач на скриените нешта. Кажи, дојде вистината, а лагите исчезнаа. Кажи, ако заталкам, ќе заталкам на своја штета, а ако сум на вистинскиот пат, тоа е поради тоа што Господарот мој ми го објавува. Тој на вистина се слуша и близко е. А само да ги видиш кога стравки ги зафати, нема да можат да избегаат, одблизу ќе бидат зграбчени и кога ќе кажат веруваме во вистината. А од каква корист ќе им биде кога животот на земјата беше и помина? Тие претходно не веруваа во неа, го зборуваа тоа што не е познато, што е далеку од вистината. И помеѓу нив и тоа што ќе го сакаат ќе биде поставена препрека како што претходно беше направено со на нив сличните, бидејќи сите тие на вистина многу се сомневаа.